Така е. Добро, ама не можете политички само да ги објасните. Значи, поделбата на власт. Денеска, сите демократии, најразвиените, се соочени со нарушена поделба на власта во корис на екзекутивата, во корис на владата. Ако Британија го нарекува системот кабинетски и премиерски, можете да замислите кај нас. Значи, можам да ви го објаснам научно дека пореметена е поделбата на власта во корис на извршната власт, не само заради тоа што е најчест предлагач на закони, туку што очигледно заради дисциплинираните пратеници, значи, Панче, наместо тие да ги представуваат граѓаните и да гласаат по сопствено уверување, најчесто тоа го прават по партиски диктат. И за тоа има на тони материјал. Одлично што ја покренавте тезата за доминацијата на партиите, да. Ние секаде сме опишани не како демократија, туку како партитократија. Знаете што значи тоа? Дека линијата меѓу партијата и државата е избришена или толку е веќе мала, што не се знае каде завршува партијата, а каде почнува државата. Да, во право сте. Партиите ја управуваат оваа држава. Доказ. Вие ќе видите, обично партии на власт не реагираат со партиски соопштенија. Па, тие ги имаат сите институции. Вие имате секој ден опозицијата, па на тоа одговор на партијата или партиите на власт. Не, такво нешто нема логика, бидејќи битката е за да управувате со институциите. Зошто тогаш настапувате како партии? Значи, партитократија, и тоа е една од најголемите причини исто така за корупција и криминал. Бидејќи државата е олицетворена во институција, партијата во лидерите и во водствата. Ама и моделот на демократија што го имаме ние, Панче, кој секаде би бил привремен, така наречената консоцијација на сегменти етнички, а не асоцијација на рамноправни граѓани, демократија без демос нема. Ние имаме граѓани кои се невидливи, ама лидерите на сегментите ги решаваат проблемите под наводници. Каде, Панче? Надвор од парламентот, во клуб на пратеници, на некои средби и после доаѓаат и ги пласираат решенијата. Значи, не е привремено, секаде е привремено, кај нас е тоа во уставот ставено. Околу демократијата, да, ниедна партија не може да се повали со внатрепартиска демократија. Тоа сум го образложила 100 пати. Зошто? Патронажни ни се партиите, не се врзани за идеологија, туку за некој лидер. Патронажни партии. Внатре нема еден човек, еден глас при изборот, еве при кандидирањето, например. Туку тие што ќе ги предложи лидерот или водството ќе станат кандидати за пратеници, кандидати за градоначалници, советници и така натаму. За тоа има на тони литература. Значи, повелете да не можам да ве... Изборниот систем сам по себе, изборниот систем не може да речеме дека е причина за присуство или отсуство на демократија. Ќе ви кажам зошто, бидејќи изборни системи има различни, се менувале, тоа е можеби најстабилниот елемент во сите држави, изборниот систем. Многу тешко се менува. Ова што велите вие дека ако преминеме на отворени листи, дека тоа ќе го реши проблемот. Не. Треба да измериме што ќе донесе добро, што ќе донесе лошо. Автоматски ништо не менува. Прво да знаете дека, еве, молам? Значи, треба, значи вака,
Кај изборните системи две работи се мерат. Репрезентативноста и стабилноста. Репрезентативноста е поголема ако имаме пропорционални изборни системи различни. Стабилноста ако имаме мнозински изборен систем. Британците направија референдум, не сакаат да чујат да го сменат мнозинскиот систем или американците. Зошто? Зашто велат стабилна власт, одговорна и влада во сенка. Се знае граѓаните да споредат кој ќе биде идниот министер за здравство, за образование, се знае секогаш. Кај пропорционалниот изборен систем, да, ние сме хетерогено општество, не треба проблемите да ги решаваме на улици и на плоштади, туку институционално и добро е системот да води сметка за тоа одговара пропорционалниот изборен систем. Ама не заборавајте, тамо има исто многу големи проблеми. Треба демократска политичка култура висока. Зависи каков ќе одбереме, дали ќе има резервирани места, не знам ја што разговарате, преговарате. Не знам дали ќе има резервирани места. Ако има резервирани места, тогаш уште по-силни ќе станат некои лидери. Оти тие не се во можноста да бидат симнати или качени долу. Понатаму, велите отворена. Отворена е во Ирска, во Нов Зеланд, каде што од надвор може граѓанинот да внесе некој. А ова е, вие ги поместувате местата. Молам? Па ме праша за изборен систем, господинот. Извинете, ме праша за изборниот систем. Значи, сакам да кажам, консенсус ви треба, не треба да се наметнува изборниот систем, но не треба да глорифицираме дека од изборниот систем ќе зависи, оти може и пропорционален да биде демократски, може и мнозински да биде демократски, за тоа ќе се договориме. Па мислам дека е тоа. Благодарам. Така редот